Поштувани гледачи, добро вечер. Еве не вечерва повторно со емисијата Врел Костен и се надевам дека вечерва ќе имаме интересен разговор и ќе го задржиме вашето внимание. Имено, неодамна се крена една малку поголема прашина во Македонија околу употребата на храната која содржи генетски модифицирани организми, популарно наречено ГМО. Ја отварам оваа тема вечерва со моите гости за да одговориме на неколку прашања, а ја насловивме како ГМО оправдан страв или 3 точки прашалник. Дали ќе дојдеме до одговорот зависи од дебатата. Вечерва мои гости се Лилјана Поповска, председател на ДОМ, политичка партија, Сладжана Велков, поранешен доктор, сега исто доктор, господјата Сузана Поповска од Управата за храна и ветеринарство и нашиот последен гостин, тоа е господинот Панче Николов од невладината организација Зелен институт. Добро вечер, почитувани гости. Првото прашање. Дали некој од вас може сублимирано да ми одговори што е ГМО, генетски модифицирани организми? Повелете, кој е прв вака? Повелете, Сладјана. Ако сакате, може да се... Добре, може јас кратко, па може кратко, да продолжи. Значи, ние треба да разграничиме прво. ГМО не значи хибрид. Хибрид е нешто што настанува кога се мешат две растенија. Меѓутоа, кога зборуваме за ГМО, тогаш зборуваме за мешање на гени од растенија со животни. Што значи дека взимаме ген од некоја растение и взимаме ген, например, од буба шваба, за да стане поотпорно. Взимаме ген, например, од риба, од северни мориња, за да патлиџан, односно домат, има, за да може да обстои на ниски температури. Взимаме, например, ген од риба, взимаме гени од жаби, од змии. Исто така взимаме и гени од луѓе, така да знаеме дека во некои облици на ГМО ориз имаме и човечки гени. И тука се работи за еден вид на канибализам. Да. Поповска, сакате да дополните нешто? Да, јас сосем прецизно еве според законот за генетски модифицирани организми, во членот 3 се дефинирани. Генетски модифициран жив организам е каков било жив организам кој поседува необична комбинација на генетски материјал, добиен со примена на биотехнологија и е способен да се размножува. И понатаму вели, генетскиот материјал е променет на начин кој природно не се случува со процесите на размножување и е дел од растение, животно, габи, микроорганизам или вирус кој содржи наследна информација. Значи, накратко кажано, се креираат некои чудовишни организми, спој на растенија, животни, вируси, како од некои научно фантастични филмови, кои, ако ми дозволите, се агресивни кон останатиот жив свет, а кај луѓето и животните може да предизвикаат сериозни дефекти и болести, кои се во фаза на испитување. Има конкретни докази за тоа, дополнителни докази се собираат преку редица испитувања во светот. Имате нешто да кажете на оваа тема? Имам да надополнам. Господјата Сладјана, доктор Сладјана, поточно зборуваше за трансгенезата, значи за мешање на различни гени од различни сорти. Има постои цизгенеза во кои одреден ген од исти, значи од иста сорта може да се аплицира, односно да се инjектира, така да постојат повеќе видови, а од овие кои ги набројавте, јас не знам некој одобрен во европски рамки што е со човечки гени. Значи, гените кои се земени, точно се знае генетската модификација, точно се знае од кој организам. Не сум слушнала ни за од буба шваба дека е земено, значи во ние зборувам за одобрените. Точно се знае генетската модификација која е
аплицирана, односно инјектирана во растението и така се добиваат генетските модифицирани организми. Кога вие имате нешто да додадете на ова? Добро, има многу формулации, јас би ја кажал она што е за мене најважно, тоа е значи генетски модифицирани организми, тоа е патент на бизнис корпорации кои покушаваат природата да ја заменат со своја, да кажам, формула и креација која носи пар. Ова што сега кажете мене ми дава за право да ви поставам вакво прашање. Дали со овие одговори може да дефинираме дека човекот прави грешка што мајката природа никогаш нема да му ја прости? Односно, погрешно го копира големиот создател, единствениот креатор Бог. Се согласувате со оваа дефиниција? Апсолутно. Да, апсолутно. Вие сум? Па сега, што правиме, дали вие би јаделе ГМО храна или би биле това? Значи, доаѓаме до она што значи преживување. Поповска дом е политичка партија со презнак зелено. Дали вашата прва тематска конференција на тема ГМО не беше толку успешна, па моравте неодамна да организирате и втора таква? Напротив, беше извонредно успешна, уште пролетта. Господјата беше наш гостин, бидејќи тоа беше вовед во ГМО темата, каде што сакавме и ние сите да научиме, меѓутоа јавноста да се воведе во таа област. Како зелени сметаме дека е ова извонредно важна тема. Како зелени исто така имаме многу децитен став против ГМО, за заштита на Македонија од ГМО. Сметаме дека е Македонија земја која што нема вишок територија за да си прави ризични потфати со непредвидливи последици. И ГМО го споредуваме на некој начин со пестицидите, иако ГМО сметам дека е многу по-драстично и по-опасно од пестициди, но споредбата ја правам во смисла на тоа дека и пестицидите едно време се сметаа за неопходност во земјоделието, дека без нив не може да се прехрани земјината топка, меѓутоа се дојде до таму по испитувања, поредица малформации кај плодови, кај деца, кај луѓе, се дојде до тоа, до сознание дека најголем дел од пестицидите треба да се забранат и да не се употребуваат. Само како пример да го дадеме линданот, токму ваш гостин бев во Охиско, што мојот почитуван колега Стефче Темелковски еве сега заедно со колегите од Министерството за животна средина му најде чаре, почнува да се решава, меѓутоа тоа чистење ќе трае најмалку 5 години. Значи, линданот бил едно време пестицид кој што се сметал за неопходен за да преживее дел од Македонија, од други земји и така натаму. Денеска го третираме како една еколошка бомба, како отров од прва категорија. Значи, затоа ГМО за мене е отров. Поповска, вие како управа за храна. Само се извинувам, повелете. Ќе ве поправам, Агенција за храна и ветеринарство. Да, Агенцијата за храна и ветеринарство. Може ли да ни кажете вака поотворено и без некои стеснувања? Што беше причина да биде донесена онаа уредба за да се дозволи увоз на храна, ГМО храна за исхрана, за добиточна исхрана? Односно, од кога е таа уредба во сила и дали да таа биде донесена имало одредени притисоци, меки, тврди, некои понуди за подрака нешто да се даде, а? Значи така. Законот за генетски модифицирани организми е од 2008. Таа е уреден законот. Имаме правилник стар кој е сега веќе вон сила за посебни барања за безбедност на храната, на ГМО храната, исто така од 2008. И сега имаме еден нов правилник, излезен е пред некој ден по службен вестник, за ГМО храна, посебни барања за ГМО храна, за безбедност на ГМО храната, со некои мали измени кој е скоро идентичен на тој претходниот, а што се однесува за ГМО храната за животни, во членот 64 ми се чини, не е мој факт, тоа е во ветеринарно јавно здравство се работеше овој правилник. Во законот за храна, за безбедност на храна за животни, во членот од 66 до 68, мислам дека стои дека исто има одредби кои се однесуваат на ГМО храната за животни.
Исто така регулативите 1829 и 1830, европските регулативи, кои се усогласени со овие два правилници. Тоа е целта на објавувањето на овие два правилници. Ова што рековте дека пред некој ден било објавено во Службен весник исправка на Не исправка, повикувањето. Да. Од 2011, од јануар месец, од 1.1.2011 со спојување на две институции, Дирекцијата за храна и Управата за ветеринарство, е создадена нова Агенција за храна и ветеринарство, и во повикувањето требаше да стои дека Агенцијата за храна и ветеринарство го издава овој правилник, го објавува овој правилник и има некакви мали до усогласување со европските регулативи. Ништо повеќе, скоро идентичен на стариот, а се уредува и како што кажав и дали има некоја коинциденција со појавата на оваа последна уредба со трибината на Дом кога крена глас против ГМО? Не, затоа што овие два правилника се во подготовка веќе подолго време и се според НПА, односно нашата национална програма за усвојување на европското, значи за усогласување на регулативите во нашето законодавство. Николов, на последната трибина на Дом, кога се разговараше за проблемите со генетски модифицираните организми, насловот на таа трибина беше се почнува од семето. Што тоа значи? Да кажеме дека ГМО-то прво почнува во својата експанзија со дозволите за увоз и потреба на семенски материјали во производството на храна. Под она формула дека ГМО ќе го спаси светот, нема да има глад, дека тоа е единствена профитабилна, да кажеме, формула во земјоделството и производството на храна која ќе го нахрани светот и ќе има задоволителен учинок или резултат од целото одгледување. По тоа име и фактички почна и производството од некаде во 70-тите години на ГМО култури за употреба во земјоделството, односно за производство на храна. Со текот на годините таа палета на производи семенски кои се употребуваат во производството на храна, односно во земјоделството, е зголемена, така да денес имаме некаде незванично, викаме, околу 2000 веќе патентирани семиња за производство, земјоделско производство на храна. Она што викаме 2000 патентирани, тоа званичната бројка се уште се крие, не се знае што е колку или колку фирми имаат своји патенти. Во суштина се работи за она што го кажав на почетокот, бизнис интересот дека производството на храна почнува од семето, нели? Како да се замени собственото семе, автохтоното семе, како да се замени собствениот ресурс кој го имаме со увозен и нели контролиран со некои патентни права на корпорации кои во тоа вложиле милиарди долари и имаат намера да ги дуплираат, да ги вратат и тоа да се збогатат. Саљана, вие како доктор. Да. Зашто напуштите докторската практика? Тешко емоција, кратка да се каже, меѓутоа, јас приметив кога работев, мојата свекрва е прими вакцина против грип, сезонски грип, и за жал почина година дена после тоа. А јас приметив една работа дека всушност кога им дав апчиња на пациенти, дека тие станува, кога работев во Кувајт, станува поболни, всушност, дека side effects, или како се вика, страничните ефекти, тие, да, значи негативни ефекти, се всушност прави ефекти на тој лек и предизвикуваат втора болест, на втора болест даваме втора апче и така натака. Што повеќе апчиња, повеќе болести. Всушност, тоа не се болести, значи ние даваме апчиња всушност само за симптоми и ги маскираме. Например, високрвен притисок, вие ќе дадете апче, меѓутоа кога ќе прекинете со тоа апче, крвен притисок и понатака ќе биде голем. Значи, ние ништо не сме излечиле, само сме маскирале, додека внатре работи тој симптом и еден ден ќе доведе до еден посериозен проблем. И прекинав да работам, затоа што не можев да најдам никаде место каде што ќе работам како лекар, да не препишувам апчиња, односно за мене тоа се токсини. И
i od toga što rabotam besplatno, znači pomagam na ljudje preko internet, na Facebook, predavam, работя на ургентно отделение во Врање, работя за Обединетите нации, работя во Кувајт како лекар и како менеджер за развојна медицина, а предава од Австралија до Шпанија, Индија и така, мислам, многу. Сте човек од светски меридијани, а? Па, може да се каже. Панче Николов, вие од Зелениот институт. Тоа е невладена организација. Имате доволно капацитет како граѓанска организација да дадете отпор на ГМО? Сметаме дека за тоа и сме го формирале. Она што викаме да ги изградиме прво собствените капацитети со членство кое има кредибилитет да збори за оваа тема, а од друга страна и да изградиме една, да кажам, поширока платформа на секој што сака да со своето знаење и со својата активност да допринесе во ширењето на отпорот против употребата на ГМО. Ова прашање кој го поставив околу граѓанскиот капацитет на Зелениот институт, поаѓам од сознанието дека во Македонија граѓанските асоциации, невладиниот сектор, ако нема двајца-тројца што ќе го водат тој проект, обично спласнува таа акција. Кај вас каква е ситуација? Крана ситуацијата е дека самата форма е на невладина организација, нормално. Она што викаме широко поле на работа, меѓутоа кој ќе се избере за да таа работа ја одработи како што треба. Меѓутоа од нашите сознанија и разговори чисто со познаници, со пријатели, луѓе кои се во оваа област признаени, свативме дека треба да се даде некоја форма на ова заедничко мислење за да може да се канализира и да се изрази во јавноста како една платформа на размислување и на барање на потребите на граѓаните. Она што велиме нашето членство е необврзувачко. Ние имаме на база на слободна волја изразена. Пошто е неплатено, нели, непрофитно. Волонтерско, во доста голем број ни се приклучија членови кои имаат веќе и академски звања, имаат и високи звања од областа и мислиме дека нивното размислување, толкување на одредени прашања поврзани со општествениот живот, посебно, еве сега, за почеток со ГМО, ќе дадат добар допринос за формирање на јавното мислење. Повисока еколошка свест. Да. Упоска, дали е познато дека, тоа го видов сега, овие денови подготвувајќи оваа емисија, сиот крупен добиток, што се одгледува за производство на месо и млеко, и сите преживари, испуштаат повеќе гасови од нивниот дигестивен тракт, кухноземено, отколку сите одраци што чадат низ целата земјина толку. Затоа што тие испуштаат гасови чист метан, кој е негде 70 пати потоксичен од CO2. Дали ви е познат овој податок во однос? Ама и не ја гледам. Не ми е познато. Врската со ГМО ја гледаме во производството. Ајде почнам малку од тоа. Зошто Каин го убил Авел? Дали знаете? Нешто од Библија, Па, сточарот го убил земјоделецот. Со други зборови, производството на месо го намалува земјоделското производство, затоа што за стоката треба испаша, а на земјоделците им треба ливадата за да посеат пченка. Добро, вака да ви одговорам. Многу ќе бидете непопуларен кај сточарите. Многу. Добро. Така ќе ви одговорам. Велко, ајде како лекар објаснете им на присутнива и на гледачите кои се можните негативни ефекти од консумирање на генетски модифицирани организми. Да, за тоа чисто како физиолог. Многу, меѓутоа, јас би се вратила на оно прво прашање што го поставивте. Ние зборуваме тука за, како кажа господинот, за дефиниции. Всушност, нема потреба да зборуваме со дефиниции, ајде да зборуваме со факти. Да. Ние знаеме дека
во медицина тоа е сосема познат факт, јас таа студија ја имам со мене. Значи, студија кажува дека кога зимаме нешто, значи некој генетски материјал, тој генетски материјал доаѓа до разлагање во цревата и оди во крвта. Значи, гени кои ги зимаме, дали тоа биле растителни, животински, вештачки, настанати, било што, оди во крвта. Крвта разнесува и се контаминираат нашите внатрешни органи. И ние со таква една, значи ние знаеме дека у Германија научници, германски научници најдоа дека имаме животни што се хранети со генетски модифицирана храна, имаат фрагменти од тој генетскиот материјал во мозокот, најдени се фрагменти во мозокот, бубрези, срцето, центроби, така. Да, значи ние тука зборуваме за контаминација на човековото тело, човековата генетика, контаминација со. Сега, дали се... Да. Прецизен збор за контаминација е загадување? Да, може да се каже. Или труење? Труење. Да, значи, се работи за контаминација на, или труење, меѓутоа, тука би сакала повеќе да го употребам овој збор, на нашиот генетскиот материјал. Така да ние со јадење на една таква неприродна храна, значи тука зборуваме за вештачка храна, тоа не е природно и не може да биде компатибилно на нашето тело, на нашиот организам. Затоа доаѓа до контаминација и нашето тело станува се повеќе неприродно, значи се повеќе, се помалце човечко, се повеќе вештачко. Значи, тоа е апропо на прво прашање. Сега, можеме да кажеме само, значи, како лекар можем да зборувам само со факти, значи со студии кои се направени, а таа студија имаме од прошлата година со професор Сералини од Франција, кој направи двугодишна студија на глумци и со сите параметри, значи, кои се потребни за една сериозна студија, имаме во таа студија веќе од 4-тиот месец имаме настанување на огромни тумори на глупци, кои јас исто ги имам фотографии на глупци, може да ги најдете на интернет. Значи, тоа се огромни едни тумори кои, кога би ги споредиле со човечко тело, тоа би било нешто од оваа големина. И сега, сите студии кои се направени званични во компании кои произведуваат таква храна, во главном, ниједна студија не преминува 3 месеци. Кај професор Сералини од 4-тиот месец настануваат тумори, внатрешни органи престануваат со работа, многу смртности имаме и така натака. Тоа е званична студија направена во званична лабораторија во Франција. Друга званична студија имаме во Москва. Алексеј Суров, професор Алексеј Суров направи студија со хамстери глумчиња и првата генерација беа со оштетени внатрешни органи и така натака. Трета генерација беше стерилна. Значи, потполно стерилна. Тука зборуваме за стерилитет во трета генерација, што значи дека ако ние јадеме генетски модифицирана храна, нашите деца, исто така, значи, нашите внуци би биле потполно стерилни. Значи, зборуваме за една екстремно сериозна работа и не смееме такво нешто воопшто да помислиме да дозволиме, затоа што не смееме ни да... Се од нас зависи. Значи, доколку ние такво нешто го дозволиме, ние не можеме да им погледнеме во очи на нашите внуци утредента. И уште би само сакала да спомнам професорка Ермакова, исто од Русија, и имаме листа, значи, од тие истражувања кои се сите званични, да, и професор Пустај од Лондон, значи званична лабораторија во Лондон, каде што исто сето тоа се докажа. Значи, докази имаме дека генетски модифицирана храна предизвикува рак, предизвикува стерилитет, предизвикува автоимуни заболувања, затоа што тоа е нешто страно на човечко тело и човечко тело се брани така што произведува антитела против тоа антиген, против страно тело и така настануваат автоимуни заболувања. Мислам дека нема да ми забележите ако напаче повторно дадам збор, бидејќи ме интересира како Европската Унија се брани од оваа наезда на ГМО. Со кои регулативи, на кој начин? Регулативи има многу. Законот е широко полеки, што од една страна се забранува, од друга страна и се дозволува она што викаме прометот со овие генетски модифицирани организми или
да кажеме во нашиот случај во земјоделството со семиња, саден материјал за заштитни средства. Истите регулативи треба и ние да ги хармонизираме, нели во тој правец одиме и затоа мора да го примениме истиот модел на светскиот клиринг-хаус механизам, се вика модел на законодавната комбинација на институции и организации кои што треба да дозволат или да забранат ширење на ГМО. Дали е тоа храна, дали е тоа состојки во храната, дали се тоа репродуктивни материјали, дали се тоа заштитни средства. Значи, ГМО-то навлезе во Европска унија. Тоа е јасно. Истите закони за ГМО ги имаме и кај нас. Тие закони не потекнуваат од Европска унија, тие се од Светска трговска организација, каде што фактички сме принудени во пакет да примаме нешто што ја истакнува глобализацијата во светот и против која има доста отпор секаде, од кога ќе се увиди дека тоа предизвикува и некои штети. Она што велиме, законските одредби се идентични како во Европска унија, ние мора да ги прифатиме како законски регулативи, меѓутоа има тамо и делови кај што се ограничува или се одложува дозволата за увоз, примена, ширење, доколку се докажат негативни ефекти. Дали ова што го вели Николов е во наша законодавна практика уредено? Не можам да зборувам за култивацијата, односно за производството, затоа што тоа е делот во... Не мислам, законската регулатива, дали кај нас е насочена да има многу рампи за да се дозволи увоз на ГМО? Да, во принцип да. Надлежни институции за околу ГМО-то во Република Македонија се пред се Министерството за животна средина и просторно планирање, тие се носители на законот за ГМО од 2008, како што и претходно кажав, што се однесува до производството и исто така кај ни спаѓаат и правилниците за ограничено користење, а тоа ќе го објаснам пластично со тоа значи доколку некој сака, мислам дека е сега во изработка тој правилник, доколку некој сака да направи експеримент со генетски модифицирани организми, значи во лабораторија, во оранжерија некаква, подпластени, значи во точно определени услови, има голема документација и постапката е долготрајна исто така за добивање на одобрение за такво, а потоа што се однесува до производството, односно до култивацијата на ГМО производи, тоа се е во Министерството за земјоделие, за земјоделство, а додека Агенцијата за храна и ветеринарство го контролира само ставањето во промет на ГМО храната и во случајот и ГМО храната за живот. Би можела тука и да цитирам, ако може, како пратеник, мислам дека редно е не работиме со закони. Околу парламентот и вашиот пратенички статус, а прво повелете вие. Значи, да се надополнам со ова, докторката зборуваше за загадување на почва, на луѓе и така натаму, за контаминација, нели? И токму тоа го имал предвид и законодавецот, така што и во самиот закон за ГМО што е донесен во Македонија, практично целиот се состои од мерки за заштита од ГМО. Освен во едно мало членче каде што е овозможено за одредени намени да се користи. Инаку, како своји цели, самиот закон дефинира обезбедување висок степен на заштита на здравјето на луѓето и животната средина при управувањето со ГМО, потоа зачувување на биолошката разновидност и контролирање на ризиците при ослободување на ГМО. За тие цели во членовите 11, 12, 13 и 61, тука целиот закон може да се провери, предвидува редица механизми за следење и контрола на евентуалните штети од ширење на ГМО, комплетен увид и консултација на јавноста при било какво однесување
поврзано со ова, понатаму комисија за управување со ГМО и најмалку 3-годишни извештаи до собранието од страна на Министерството за животна средина, земјоделие и здравство. И уште ова, што мислам ќе биде интересно за јавноста, Министерството за животна средина има изготвено дури 3 правилници за оценка на ризикот врз животната средина при ослободување ГМО, со план за итни мерки во случај на ненамерно ослободување ГМО, со вклучување на сите институции, вклучително и органи за заштита, спасување и управување со кризи. Предвидена е деконтаминација на погодени подрачја, отстранување и дезинфекција на растенија, животни и предмети кои биле изложени, се до обука на граѓани во случај на несреќа и ослободување на ГМО. Постои и владина уредба за целосна забрана на ГМО на заштитени подрачја, како ги национални паркови, природни резервати, споменици и паркови на природата. Значи, очигледно дека го работеле луѓе кои што се стручни и кои што апсолутно ги зеле предвид опасностите од ГМО. Но има едно делче, еден мал дел, каде што еден член кој што е основа, кој што е нужност за согласување со европската регулатива, практично да не можеш така лесно да спречиш тотален промет на ГМО, и тоа е тоа кое што прави проблем. Токму затоа, како Дом, како Зелена партија, ја правиме оваа кампања за заштита од ГМО, од пролетта почнато, сега продолживме и повикавме 2 работи, побаравме јавно. Прво, сторнирање на правилникот за сточна храна, каде што се предвидува можност за увоз на ГМО, и второ, преработка, препрочитување на Законот за генетски модифицирани организми, за да може да се најде начин како да се заштитиме од ГМО, бидејќи ние навистина веруваме дека тоа е зло кое што не смееме да си го дозволиме, и сме многу задоволни што владата реагираше, дали на нашава кампања, дали на реакциите на граѓаните, на организации невладини, на стручна јавност. Имаше навистина широка дебата. Ние како Зелени честопати знаеме да отвориме некоја тема која што е можеби заборавена, непозната доволно, така беше со мобингот или со сончеви панели, енергетска ефикасност и ред други работи кои што никако термини не беа усвоени пред пар години во нашава земја. Така беше и ова. Но сме задоволни што владата изреагира и на 24 септември излезе официјално, значи со соопштение од заклучоци од седмицата на влада, со кое што се бара едно препрочитување и преработување на севкупната регулатива поврзана со ГМО, и затоа ние коректно ја поздравивме таа одлука и кажавме дека еве се покажува дека отворената дебата со добри намери секогаш дава позитивни резултати, и кажавме и дадовме црвен картон на генетски модифицираните организми. Јас простете, Господи Поповска, меѓутоа верувам дека ова ќе биде само црвен картон. Вие како пратеник, може ли да кажете дали во парламентот овој проблем е ставен на дневен ред, или целата проблематика околу ГМО е спуштена на ниво дозволи и забрани на подзаконските акти? Со други зборови, дали ќе се согласите со тоа дека сообштението на владата беше црвен картон за ГМО, бидејќи јас она што го прочитав ми кажува нешто друго. Таму вели вака: владата пристапила кон предлог за измена и дополнување на правната рамка со која децидно ќе се спречи увоз на генетски модифицирана храна во РМ. Формулацијата пристапила кон предлог за измена и дополнување. Тоа од еден бирократско-административен аспект значи дека ќе треба малку подолго време да помине. Дали тоа нема да биде отворена врата за нешто да помине вака? Не. Затоа што и дури во овој правилник што од 1 октомври треба да влезе во оптек, за кој што ние реагиравме, затоа и толку итно свикувавме и пресконференции и конференции така натаму. Значи, според тој правилник постапката е долга. Значи, при првата апликација има 9 месеци за
една фаза, па потоа уште 3 месеци за друга фаза, до можност за целосно одбивање на апликантот. Значи, една работа, сакам да кажам, значи, за да не се крева паника, не може од 1 октомври, значи, да почне да се смени состојбата драматично во Македонија, но ние направивме се да реагираме навреме, за да може да се дојде до тоа, до заклучок дека треба да се препрочита и да се преработи законската регулатива, и сум сигурна дека тоа така и ќе биде. Ќе ми дозволите да се сетам дека прочитав неодамна од изјава на вашиот директор Гунтевски дека до сега никој не побарал од Агенцијата за храна дозвола за увоз на ГМО. Точно е тоа? Да. Што тоа значи? Луѓето се уплашени или... Тоа значи дека до сега нема поднесено барање. Или пак значи, ние имаме правилник, се премногу строги, па луѓето... Имаме правилник во кој правилник за издавање одобренија. Покрај овој за посебни барања за ГМО храна има правилник во кој децидно се наброени сите, целата постапка е опишана како се доаѓа до одобрение за ставање во промет на ГМО храна. Зборувам сега за храната, не за храната за животни, за другиот правилник. И покрај тоа што при усогласувањето на правилникот за посебни барања за безбедност на храната со регулативите кои претходно ги споменав, европските 1829 и 1830, во кои е опишана една долготрајна постапка која се води во Европа за одобрување на ГМО храна и храна за животни, тие се заедно во регулативите, ние, бидејќи не сме членка на Европска унија, не сме во можност да ги превземеме одредбите, односно членовите кои се однесуваат на добивање на одобрение, но тоа не значи дека национално не можеме да си донесеме свој национален правилник по кој ќе ги одредиме правилата за издавање на одобренија. И ние тоа и го сторивме како Агенција за храна и ветеринарство, изготвен е правилник во кој е опишана, како што реков, постапката за издавање на одобренија и е прилично сложена и долготрајна, и досега имало заинтересирани страни као информативно се прашуваат, ама досега барања за официјални барања не. Никола, во подготовките на оваа емисија дознав дека сте вие првиот човек на акцијата Здрава храна. Односно сте промотор на таа идеја. Точно тоа? Да. Која година го почнете? Не прв. Која година ја почнете таа акција? Здрава храна или органска храна? Добро, здрава храна, нешто друго, органска храна е тачно дефинирано што е. Добро, еве термин органска храна. Органска, па прв човек. Активноста околу тоа да се воведе органско производство во Република Македонија започна 1999 година. Тогаш работев во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и мене како ресор ми го дадоа органското производство, односно таа тематика да се воведе, да се стави рамка законска, да се усогласи со меѓународната, да се отвори можноста за органско производство и да се воведе целиот систем за контрола и сертификација, односно да добиеме производ кој непречено може да се извезува со помош на македонски органски сертификат. Дали таа акција за воведување на органска храна беше автохтона идеја од Македонија или дојде од надвор како идеја, па овде беше применена? Не, органското производство има долги корени, да кажам, во Европа и во светот. Како такво е започнато уште од... Почетоците викаат дека се во минатиот век, значи 1924 година доктор Штајнер во Меѓимурје. Хрватска ја започнува својата филозофија за биоорганик, значи производство што е во согласност со самите циклични движења на материите во природата, од кои произлегува и човечковата храна. Меѓутоа, после тоа, како светско движење израснува највеќе во 1980 година, кога е формирана ИФОАМ, меѓународно движење на органски асоцијации од цел свет, и од овде полека се изградува до
како да кажам, се докажува како еден систем во земјоделското производство кој е највисок дострел на производство на здрава храна или она што викаме докажано здрава и полезна храна. Сега ова што го вели органска храна, дали тоа подразбира пристап од еден рурален аспект, односно да земеме, например, едно селско стопанство, за да се збогати земјата со минерални ѓубрима, се зема шталското ѓубре, па се аплицира на почвата, таа се ора, па таму се сади, не се употребуваат пестициди, не се употребуваат заштитни средства, она што ќе изникне, такво како е да се консумира. Тоа ли означува? Тоа означува, значи, самото производство на храна се базира на природниот продуктивитет или плодност на почвата, она што се става е фактички производ од анималното производство, арското ѓубре или другите типови на ѓубриња, во количини кои се доволни за да се добие производ што се извлекува од тој циклус. Меѓутоа во циклусот на движење на материите стално се додава природно ѓубриво, дали е тоа биохумус од распаднати растителни делови или од арско ѓубре од животните, и во количини кои фактички ќе обезбедат и едно производство, еден производ или храна која одземаме од тој циклус. Значи, циклусот на самото движење на материите е толку, не може да се постигне нешто повише. Е јасно од аспект на еден рационален пристап кон животот воопшто, но профитот и трката за се поголема заработка има други закономерности. Веројатно сите сте сведоци дека веќе има коцкасти лубеници, дека има квадратни патриџани, заради поголем простор при транспортот, заради подобро позиционирање на маркетите и така натаму. Како Македонија може да се спротивстави на тие, да кажам, трговски закони за поголем профит и поголема продажба, а не чист патриџан кој јас сум го јадел како дете од бабчата на баба ми, а денешниве немаат врска со тоа? Многу едноставно, она што викаме, ние сме многу мала земја за да произведуваме квантитет што може да биде конкурентен на некои странски пазари во Европа. Она што велиме, ние можеме да се концентрираме на подобар квалитет, односно, ова што го велите, да се концентрираме на подобар квалитет на истите производи кои може да бидат конкурентни за да постигнат повисоки цени. Тоа е тешка работа, затоа што велиме дека најубавото ни расте во сопствената бавча, нели? Меѓутоа, за да стигне до некој супермаркет и да биде спакувано според, нели, хасап стандардите, како што се бараат од трговската мрежа и во самата преработка, преоѓа долг патот тој природен и нормален, традиционален патриџан, тоа не може да го издржи. Мора да биде хибриден, мора да издржи 2 недели минимум без да се расипе, мора да биде одгледуван и прскан со посебни хербициди, материи, хормони можда некогаш, за да добие боја, за да добие ова, она, меѓутоа да стане, она што викаме, опозит од она, од каде што произлегло. Агенцијата за храна како гледа на овој процес на постепено уништување на руралното земјоделско производство кое добива и музејска вредност наспроти големите корпорации кои работат со системи на големи бројки? Значи, и пред малку кога разговаравме пред емисијата, напомена со господјата Поповска дека можеби требаше да има и представник од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Оти Агенцијата за храна и ветеринарство не е надлежна за земјоделието и за култивацијата, односно производството, примарното производство. Примарно производство значи се она што се сади, се додека не дојде до производ, до гајбата. Агенцијата за храна и ветеринарство е надлежна за контрола на, односно ставање во промет веќе на готови производи, така да навистина ке беше убаво да имавме коментар од Министерството за земјоделие. Има ли Македонија доволно капацитети во лабораториски
способности, дали има доволно техника, дали има доволно кадри за да ја управува таа техника, за да може да врши контрола на се она што влегува како производ за исхрана на луѓето и животните. Имаме ли ние сертифицирана лабораторија за генетски анализи? Ако мислите на акредитирана, да. Се уште не. Пак ќе ви одговорам, не сум надлежна да одговарам во името на лабораториите, затоа што тие не се дел од институцијата од која што јас доаѓам. Има неколку, мислам, веќе лаборатории, од кои едната на земјоделски факултет, сега се вика Факултет за земјоделство и храна, мислам дека така се вика, лабораторијата е опремена за испитување на генетски модифицирани организми, односно за храна. Мислам дека има нешто и во Штип, почнуваат лабораторијата, се опремува сега. Агенцијата, можам да зборувам за напорите од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Ние во нашата агенција секоја година имаме мониторинг програма во која се со средства доделени од владата се земаат примероци за анализа за различни видови производи, така да мислам имаше за пестициди нешто, не сум во тоа оделение, така да не знам, ама знам дека за програмата, за мониторинг програмата за безбедност на храната 2014 ќе бидат вклучени примероци и за генетски модифицирана храна. Како мониторинг програма, значи која ќе се спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство. Јас би сакала една контра на ова да дозволите, инсистирам на тоа дека Македонија не би требало да си дозволи луксус со генетски модифицирани организми и мислам дека треба Македонија да ја прогласиме за ГМО фри зона, значи зона ослободена од ГМО и онаму каде што можеби не можеме директно со националното законодавство, иако и тоа рековме и владата се согласи дека ќе го препрочитаме и ќе направиме се да кренеме рачни за оваа работа. Меѓутоа, додека тоа да се случи, ние можеме да придеме веднаш кон еден процес на прогласување на ГМО слободни зони општина по општина. Само да се извинувам, само да ве прекинам, кога зборувате за генетски фри зони, мислите на производи или мислите на култивација, односно производство на генетски модифицирана храна? И двете, и на двете. Значи, стоп за ГМО комплетно. Да, зашто наша Добро, ме интересираше. Мислам дека душа си дала за екотуризам, за производство на органска храна, за сите тие убави приказни околу екотуризмот, каде што луѓето ќе дојдат, ќе уживаат во здрава храна и каде што таа храна ќе ја продаваме. Ќе се најде начини за транспорт и за се. Во денешно време мислам дека тоа не е проблем, но треба да продолжиме во таа насока која што ја почнале невладини организации пред неколку години и малку знае македонската јавност, и јас не знаев до пред известно време, додека не се заинтересирав подлабоко, дека во Македонија постојат 6 општини кои што се прогласени за ГМО слободни зони. Тоа се, ако ми дозволите, ќе ги прочитам: Велес, Охрид, Чашка, Могила, Василево и Валандово. Меѓутоа, кога проверив со некои советници и градоначалници, излезе дека ни тие самите не се свесни за тоа, затоа што биле еден во еден мандат, една постава после други и дел знаеа, голем дел не знаеа. Што значи не ги користат ни предностите од тоа дека се ГМО слободна зона, а скоро сите тие можат да го стават тоа на својот бренд како еколошка општина која што нуди здрава храна и со тоа да добие храната по добра цена. Значи ова не се измислени работи, не е ова моја фантазија, што јас од силна желба да ја ослободиме Македонија од ГМО. Најефикасно е решавањето на локално ниво? Тоа е еден од начините. Најефикасно е на државно ниво, на национално ниво. Меѓутоа, додека да се договараме на национално ниво што ќе направиме и како ги направиме, треба веднаш да се почне со овие локални акции, каде што самите совети можат да изгласаат таква декларација, да донесат одлука за ГМО слободни зони. А да ви кажам,
Колку е тоа расширено? Тоа го има цела една Австрија, речи си цела Италија, цела Грција, Србија, големи делови од Унгарија, Франција, Германија и така натаму и така натаму. Значи ова постои и можеме и ние да го направиме, апсолутно можеме. Само да ве надополнам, сепак зборувате за генетски модифицирано производство. Значи производство. Пред се тоа, затоа што Австрија националното законодавство. Во Австрија не е забранета ГМО-храната, тврдам. Производството е забрането. Производството, да. Целосно, на цела територија. Да, ама генетски модифицираната храна како храна, не како производство, не е забранета и во они колкав си дел, дали во траги или Не, апсолутно целата легислатива европска која се однесува на ГМО е прифатена и значи тоа е регулатива на ниво на Европа. Простете, јас не сум експерт во оваа област. Вие меѓутоа негази, само нешто. Меѓутоа, колку што знам, има жестоки битки за и против ГМО и во Европа и во цел свет. Да. И има секоја влада си има своја политика. И затоа и различен е обемот на дозвола на ГМО во различни земји во различни периоди. Дали е за производство, дали е за влез, дали е за влез на цели производи и на траги. Зборувам за регулативата која се однесува значи на ставање во промет на храна и храна за животни, која е регулатива што е различна од директивите. Регулативата би било на ниво на закон. Како кај нас, значи е за сите членки, земји членки. Ама е различна примената. Не, апсолутно. Пред да пријдеме на завршниот дел на емисија, сакам да ви поставам прашање сите, па дали ќе се согласите со мене. Дали ви е познато од каде се дојдени војните отрови што беа активни во Сирија? Кога почнува нивното производство? Во Првата светска војна. А пестицидите од каде доаѓа? Од истиот извор. Од војната индустрија што произведувала? Од истиот извор, да. Истиот извор. Дали некој од вас го познава проектот Кодекс Алиментариус? Да, зборувавме пред да влеземе. Има нешто представени мислење овде. Сузана, поведајте. Што е Кодекс Алиментариус? Не е проект. Тоа е организација, значи Кодекс Алиментариус дава свој има и тело на Кодекс Алиментариус, сите голем дел сега навистина не знам точно колку земји членки се. Кодекс Алиментариус е институција во светски може да се каже во светски рамки. Членки Светската организација за храна, Светската здравствена организација. Да. Тоа е уствари како тело на Светската здравствена организација, така да тоа не е проект. Они даваат само насоки. Вие што мислите за Кодекс Алиментариус? Па, пред се Кодекс Алиментариус представува закон за безбедноста на храна. Тоа е превод на Кодекс Алиментариус. И што сега има многу ставки на тој кодекс, меѓутоа јас би ги спомнала две работи. Во кодекс се предвидува дека флуор кој всушност е отров за глупци, кој се става во вода под изговор дека е добар за заби. Ние денеска знаеме заради научни истражувања дека флуорот не е добар за заби, дека всушност тој предизвикува флуороза, односно болест на заби. И да не одиме сега во минатето, меѓутоа знаеме дека флуорот е еден од најтоксични токсини денеска на планетава. И Кодекс Алиментариус предвидува дека флуорот е безбеден и дека може да се користи. Исто така, според Кодекс, е дозволена употреба во исхрана, дозволена употреба на аспартам, што е вештачки засладувач и кој исто така се купува у продавница како отров за мравки. Значи, тоа е отров, зборуваме за отров и тоа е дозволен. Ние знаеме во Америка, например, не е дозволено на пилоти да зимаат аспартам, ништо што содржи аспартам, затоа што не може да пилотираат со авиони. Меѓутоа, ние во мастики, во обоени пијалоци имаме секаде тој аспартам. И со Кодекс Алиментариус се дозволени, да кажеме, само тие две работи, има многу други. И сега, како е тој закон за безбедноста на храна, кога вие имате дозволени едни од најпотентни токсини, кои се докажено едни од најпотентни токсини. Исто така, според Кодекс е дозволена генетски модифицирана храна. Не стигнав пред малце да кажем само што ова работа за ГМО, тоа е дека
Genetski modificirana rastение има во себе, значи во својот ген, има инсталирано пестицид. Значи, самото растение може да продуцира пестицид. Така? И сега, зашто? Затоа што кога ќе дојдат инсекти, тие го јадат. Тоа може да го видите во документарниот филм на Джефри Смит, кој објаснува и научно сето тоа како тоа изгледа. Значи, кога доаѓат растенија да го јадат тоа генетски модифицирано растение, тие имат крварење во желудник, затоа што таква храна, да, има пестициди и се продуцираат. Значи, веќе таа храна во цревата, во желудник, продуцира пестициди. Сама си продуцира. Сега, тие инсекти ќе угинат. Меѓутоа, ние имаме желудник, и ние имаме црева, и ние кога јадиме таа храна, имаме, исто така се продуцираат пестициди, исто така имаме крварење во цревата, во желудник. Значи, тука зборуваме за еден факт, кој исто така може да се најде во документи. Мислам дека повеќе треба да зборуваме за такви, значи помалку за дефиниции, а повеќе да зборуваме за конкретни работи, она што е најдено во лабораторија, она што е доказано. Дали ќе се согласите со ова што го кажува доктор Велков, дека аспартанот и флуорот, само два детали од Кодекс Алиментариус што се дозволени, се проект за депопулација на светското население? Бидејќи имаме сознанија од земјава топка веќе трепери од премногу луѓе? Ако сакате само да се надоврзам, бидејќи спомнавте ова, флуорот почнува, употреба на флуорот почнува во Втора светска војна, кога во Германија, во логори, им ставаат флуор на логораши. Зашто? Затоа што кога ќе земете флуор, тогаш ќе се класифицира жлезди, посебно зборуваме тука за финална, односно епифиза, која го лучи допаминот, серотонинот и хормони кои не одржуваат во добро расположение. Кога ќе се класифицира таа жлезда, тогаш немаме такви хормони и луѓето стануваат безмолни, ништо не им се прави, значи и не сакаат да бегаат од логори. Тој експеримент, после експериментот со флуор, во логорите е намален број на чувари од 100 на 20. После Втора светска војна се воведува флуор во вода за пиење, во пасти за зуби и така натака, во Америка, Канада, Јужна Афричка република, Австралија, Нов Зеланд, под изговор дека флуорот е добар за зъби. Меѓутоа, ние имаме Scientific American, кој е научен часопис во Америка. 2008 година, јануар, имате научна студија, која кажува дека всушност тоа не е точно и дека флуорот не ги штити зъби, веќе предизвикува една болест, флуороза, која ги прави зъби крти, ги ломи, али не само зъби, веќе и коски. И сега не одиме во таа насока за депопулација. За депопулација може да зборуваме и тоа е веќе друга тема. Да, но се допира и до овој проект. Дали сте оптимисти дека Македонија ќе успее да се спротистави на агресивниот настап на ГМО? Тонче Николов е нешто подобро го ја познава фирмата Монсанто, а? Да. Монсанто е да кажеме, најголемата фирма која е почнала со овие ГМО култури. Па мислам дека ќе успее Македонија да се спротистави доколку се даде простор за една граѓанска иницијатива за чисто избор, дали сакаме или не сакаме ГМО да биде дел од нашиот живот во иднина. Она што велам дека имаме шанси и можеме да успееме, тоа е и ова, да кажам, целта на ова кампања или иницијатива која дава можност. Да. После, дали имате намера како партија да покренете парламентарна дебата за оваа тема во парламентот? Секако и тоа е дел од што е предвиден, меѓутоа се во свое време. Сега во моментот мислам дека го постигнавме она што го сакавме, тоа е да се стават под повторно читање сите законски и подзаконски акти, да се препрочита. Тоа ни беше прва заложба, тоа е постигнато и верувам дека низ една позитивна дебата, позитивна расправа ќе дојдеме до најдобри решенија, ќе дојдеме до дефиниции. Без дефиниции не може, во законите мора да има дефиниции. Пошто вие како агенција за ветеринарство и храна ќе бидете само извршители, нема да бидете креатори на новата регулатива?
Јас, господјата Поповска го кажа, тоа известувањето од владата, го слушнати јас на медиумите, заклучокот од владата го немам, значи кога ќе ми биде делегирана работата, не значи дека ако ми биде делегирана работата, ние ќе препрочитаме и ќе направиме според насоките. Доктор, еден завршен одговор од вас чекува. Зошто им велите на луѓето да се лекуваат сами, да не одат на доктор? Да, па затоа што всушност лекот е во храната, значи во растителна... Хранава е контаминирана. Не, зборуваме за органска, здрава, неконтаминирана храна, растителна и неварена храна. Значи јас имам 49 години, јадам исклучиво неварена храна, растителна храна исклучиво, и има многу, како да кажем, користи од такво нешто. Значи, првата корист е човекот станува здрав. Значи, човек не може да се разболи од некоја сериозна болест. Оној кој е болен, тој може да се излечи, така да ние, например, на Facebook, во нашите групи, имаме многобројни случаеви на излечени од рак, од шеќерна болест. Без медицина. Без никакви апчиња. Значи, целта е да се изврлат апчиња, а да почнеме да живееме природно, да живееме надвор, да се движиме, да бидеме активни, да бидеме насмејани, значи, насмевка е многу важна. И да не приемаме флуор за да функционира како јас би сакала само уште нешто да кажам во врска со како да всушност Македонија. Јас сум сигурна дека Македонија, апсолутно сигурна дека Македонија ќе биде non-GMO, значи ќе биде апсолутно био земја, затоа што ние имаме сите услови за такво нешто. Меѓутоа, би сакала нешто да се надоврзам, не само да се бориме против со вакви емисии, со законски регулативи, веќе да работиме, како што кажа господинот, да работиме на развивање, напореду на развивање на таа органска производња. Значи сега ние имаме како, да кажем, група на вака слободни луѓе, не сме зачленети во ништо, меѓутоа се дружиме и сакаме, веќе имаме неколку ниви кои луѓето ни дават, значи на користење, не се користат, и ние сакаме сите заедно, неврзано со пари, со никакви донати, значи сите заедно сакаме да отидеме таму и да се садиме. Денеска јас ке го копам вашето, утре вие мое, и така ќе имаме некој кој ќе надгледува. Сакате вие во продуктна заедница? Па не, сакаме да започнеме такво нешто, значи за да имаме избор. Например, сега каде вие може, например, во Скопје да купите една здрава храна, не прскана и така натака. Значи, нема избор. Значи, ние сакаме да го постигнеме. Се борите за вашиот избор? Не се бориме, значи ние само одиме со позитивно нешто, значи ние не се бориме, само сакаме да направиме услов, значи човекот да има можност за такво нешто. Значи сега зборуваме не ГМО, не пестициди, али каде да го купиме тоа што нема? Не, со поддршка треба уште посилна. Државата и сега дава силна поддршка за органско производство, за екотуризам почна, меѓутоа треба тоа да се зголеми, може би не само да се дуплира, може би 10 пати појако да биде, за да има видливи резултати. Резултати веќе има, но треба многу да се мултиплицира тоа, така што мислам на иста линија сме целосно тука и мое да се борам, апсолутно, мое да се борам во парламентот, нели со политички средства, меѓутоа вие како граѓани правите одлична работа, што со својот пример, со вашето живење тоа го правите. Што не гледачи, верувам дека не бевме досадни, дека дебатата беше интересна. На моите гости им благодарам на учеството и се надевам дека ќе бидеме доста гледани и коментарите ќе ви ги пренесеме. Оние што можеби ќе ја пропуштат оваа емисија, кажете им дека ќе се гледа репризата во вторник во 21 часот. Довидување и пријатно.